не ме поддржуваат, не сакаат да ме поддржат. Никој не ме прашува дали ми треба помош. Многу пати во животот сме го кажале и сме го чуле тоа, или сме се чувствувале дека немаме помош, дека немаме поддршка, а понекогаш од луѓето од кои најмногу ни значел, од најблиските луѓе. Бидејќи на сите ни е потребна помош и поддршка и бидејќи сите понекогаш сме се чувствувале како да ја немаме, тема на ова видео ќе биде помошта и поддршката. Ќе се обидам да ја разгледам од повеќе различни страни и да го пренесам моето размислување, па можеби некои работи ќе ги видиме и во друго светло и од друга страна и можеби некому ќе му помогнат да разбере зошто понекогаш се чувства како да нема помош и поддршка и како да ја побара или да ја препознае. Добре дојдовте на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина и јас во животот сум се чувствувала дека немам поддршка, меѓутоа не сум знаела да побарам помош, затоа што сум била научена се да можам сама, сум го сметала како слабост барањето помош и поддршка. Животот ме научи поинаку и токму затоа сега споделувам со вас дека е во ред да се побара помош и поддршка, дека е во ред да не се знае, во ред е да се чувствува дека нешто не се може, односно во дадени ситуации се немаат потребните вештини и знаења и во ред е да се побараат од некој кој можеби во одредени области ги има повеќе од нас. Се до тогаш додека не си признаеме дека нешто не знаеме, дека нешто можеби и можеме сами, меѓутоа подобро би било, полесно, поедноставно кога некој би ни помогнал и се додека тоа гласно, јасно не го кажеме, конкретно не побараме од другите луѓе, може да настане заблуда, односно ние да мислиме дека луѓето не сакаат да ни помогнат и да не поддржат, а фактички ние не сме кажале доволно јасно. Мислиме дека луѓето кои ни се блиски, кои не познаваат, едноставно треба да препознаат кога ни е потребна помош и поддршка и да ни ја понудат самите, но тоа не е секогаш така. Можеби е време да научиме да кажеме јасно, конкретно и да побараме помош, независно од тоа како ќе бидеме сватени, разбрани, дали ќе ја добиеме, не, да си го направиме ние најпрви нашето. Откако ќе побараме таа помош и поддршка, може да се случи да не ја добиеме. Ако ја добиеме, се разбира, тогаш е се супер и продолжуваме понатаму со нашите идеи, замисли, нашите проекти, но што ќе се случи доколку не ја добиеме помошта и поддршката која очекуваме? Тоа често се случува и луѓето едноставно имаат право да не ни дадат поддршка, но исто така можеби и не можат во тој одреден период или пак не знаат, не разбираат нашата идеја. Ние многу често очекуваме, ако ние имаме интерес и страст за нешто и нашите најблиски по автоматизам треба сите да се вклучат, да ни помагаат, но тоа не е така, бидејќи ти имаат свој живот и своји идеи, своји проекти. Може да се случи да не сакаат да ни ја дадат и тоа е во ред, нивно право, да не знаат, што исто така апсолутно човечно и во ред, и да не можат во одреден период и во одреден начин, како што ние сме замислиле, да ни ја понудат својата помош и поддршка. Тогаш би било убаво ние да ги провериме нашите очекувања или пак да побараме други начини и можности на кои што луѓето околу нас можат да ни помогнат или да ја препознаеме нивната поддршка, дури и кога не доаѓа во формата или на начинот на кој што сме очекувале. Помошта и поддршката од најблиските, од семејството, од пријателите, од луѓето кои не обкружуваат професионално е многу битна за секого и е многу убаво кога ја има, кога ја нема. Тоа не треба да ни представува кочница во она што сме го замислиле и не треба исто така да ни представува проблем да тропнеме на следната врата, односно да побараме помош од некој друг, независно што некој предходно не одбиле, не сакале да ни помогнат и така натаму. Она што треба прво да го совладаме е да научиме да бараме помош
jasno, konkretno da definirаме и да не подклекнеме при првото одбивање, односно да не се откажеме откако ќе не одбијат оние од кои најмногу сме очекувале. Некогаш помошта ќе дојде токму од таму каде што најмалку сме очекувале, од некои сосем далечни, понекогаш и во моментот непознати луѓе кои ќе ги запознаеме во процесот независно што и да правим. Јас овде зборувам општо за нашето секојдневие, за различни проекти, идеи, замисли кои ги правиме секојдневно, независно дали тоа се краткотрајни или долготрајни процеси, меѓутоа се разбира дека ова е многу битно и во процесот на нашиот личен раст и развој или во ситуации кога ќе почувствуваме дека нашето психичко или физичко здравје е загрозено. Тогаш е особено важно тоа да го споделиме со нашите најблиски, да побараме најпрви нивната помош и поддршка, а понатаму нормално се она што треба и што е пожелно да се направи, зависно за што станува збор. Освен што е битно да знаеме да побараме помош, исто така е многу битно да ја препознаеме таа помош. Некогаш помошта не доаѓа во форма и начин на кој ние сме очекувале, но тоа не значи дека не е помош и поддршка. Тоа може да биде финансиска помош, луѓето кои што ни се блиски може да ни помогнат околу организацијата на некое ситно ниво, може ако сме семејни луѓе, имаме деца, да ни ги причуваат децата. Секој на различен начин може да ни помогне, но тоа ние треба да го препознаеме. Некогаш таквата помош ја игнорираме и ја сметаме за помалку важна, но верувајте ми дека секоја помош и секоја поддршка е добре дојдена, како и во секојдневното живење, така и во процесот на нашиот личен раст и развој, како и во соочувањето и надминувањето на некои предизвици здравствени, доколку ги имаме. Може да се случи да не негираат, да ни прават обструкции, да саботираат нашата работа. И тоа е во ред. И тоа е човечки, тоа се случува. Тоа не значи секогаш дека тие луѓе се лоши или дека ни мислат лошо, а понекогаш треба само да погледнеме што стои позади тоа. Може би стои нивниот страв од неуспех, па го проектираат на нас и плашејќи се да не успееме ако започнуваме нешто ново или нешто долготрајно или нешто помалку ризично, па на тој начин сакаат да повлијаат и да не спречат да си останеме таму каде што сме, да си продолжиме со животот кој што си го живееме, затоа што според нив тоа е добро, што не значи дека не е. Меѓутоа, ние имаме право да бараме подобро и повеќе, дури и кога не разбираат. Негирањето од нивна страна, демотивацијата или отпорите кои ги покажуваат, нас не треба да не демотивираат. Напротив, тоа треба да ни биде дополнителна мотивација, затоа што често во животот ќе сватиме дека како што ни помогнале оние луѓе кои што навистина ни помогнале и не разбрале и не прифатиле, исто така ни помогнале и оние кои не верувале во нас, кои не негирале, кои се спротиставувале на нашите идеи, затоа што на тој начин ни помогнале да се тестираме себе си колку нешто ни е битно, колку сме ние издржливи, упорни и колку навистина сакаме да го постигнеме тоа и покрај тоа што нели најдуваме на различни препреки, а препреките, недоразбирањата, предизвиците секогаш ќе ги има. Што и да правиме во животот, најверојатно никогаш нема се да биде едноставно и лесно и сите да не разберат и сите да ни помагаат, така што на тој начин треба да вежбаме и колку ние веруваме и колку сме способни сами да се поддржиме себе си и својата идеја. Што се однесува до стручната помош, се разбира дека понекогаш ќе ни биде навистина потребна, затоа што не знаеме се. Постојат луѓе кои поминале низ тоа што ние сега го поминуваме или го правиме, затоа што постојат луѓе кои успеале, па би било убаво доколку сакаат со нас да ги споделат тие некои мали тајни на успешните луѓе и доколку ни е потребна лична
podrška i pomoć, znači vo forma na nekakav trening, nekakva obuka, psihološka pomoć, sve to je vo red i sve to treba da si go dademe i dozvolime na sebe si. Jednostavno ne možeme si da zname, jednostavno potrebna ni je pomoć i je vo red drugite ljudje da gi znat, работите по-добро, по-инаку. Vo red je da učime jedni od drugi, vo red je da se podržuvame jedni so drugi i koga se čustvуваме дека сме се разочарале, сме паднале, не веруваме, осамени сме, немаме поддршка, сме се закочиле некаде, тогаш е апсолутно во ред да побараме и стручна помош во зависност од тоа како се чувствуваме и каква помош ни е потребна. Но во сиот овој процес, она што е најбитно е да се поддржуваме себе си и своите идеи. Велат дека кога сам ќе веруваш и другите ќе ти веруваат, кога ќе тропнеш на една врата, дури да се затвори, ќе се отворат многу други потоа ако веруваш и ако си упорен. Ако сам себе си се поддржуваш и ако си упорен и константен во тоа, луѓето ќе го препознаат тоа, па може би ќе им треба време за да ја видат нашата идеја и може би на крајот сепак ќе најдат начин или волја или желба да ни помогнат и да не поддржат дури иако на почетокот биле сосем против. Не треба да ги убедуваме, не треба да им докажуваме со зборови, туку треба да им покажеме со нашите дела колку сме ние сериозни и колку многу сме посветени и ни значи тоа што го правиме и тоа во кое вложуваме време, труд и упорност. Ова се однесува, кажав, на сите полиња во животот, независно што и да правиме. Ова се однесува и на нашето постојано учење, стекнување знаење, на нашиот личен раст и развој, но се разбира дека е применливо и во сите други полиња во нашиот живот. Значи, во ред е да побараме поддршка, да ја дефинираме точно, јасно, конкретно, да ја препознаеме, дури и тогаш кога не доаѓа во форма која што сме очекувале, да им дадеме на луѓето време да разберат, да не поддржат и да побараме стручна помош доколку сметаме дека тоа ни е потребно и последното, но најважно, да не престанеме да се поддржуваме себе си и да веруваме во себе, дури и тогаш кога поддршката ја нема, доцни или се појава во некоја форма во која не сме очекувале. Ви посакувам убав ден и ви посакувам многу поддршка и помош и љубов од вашите најблиски и да верувате во себе си, затоа што само со голема верба во себе и поддршка на себе си се остваруваат идеите, желбите, соништата и на тој начин, на крајот, на краиштата растеме, се развиваме и инвестираме во своето физичко, ментално и духовно здравје. Имајте убав ден, се гледаме во некое ново видео.